една од најдобрите здрави храни, супер храни. Медот, најквалитетниот мед ќе може да се купи на деновите на македонски мед, кои ги најавуваме наредниве минути со нашиот соговорник Винче Билбиловски, председател на пчеларското здружение Матица. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Новото годишно време го започнуваме со една од манифестациите кои што сме сигурни дека нашите граѓани се повеќе ги сакаат и очекуваат со нетрпение. Деновите на медот, кога, како, што треба да знаеме како прва најважна информација? Како што е познато, значи покрај традиционалната манифестација Денови на македонскиот мед што се одржува во есен, значи пчеларското здружение Матица одлучи да направи уште една манифестација, така наречена пролетни медни денови, што значи да им искочи малце во пресред на граѓаните, да можат да навистина на повеќе пати во годината да го најдат правиот производител, да купат вистински мед и на некој начин да ги избегнеме сите оние фалсификувани медови што може да се случат при купувањето на медот. Со цената на медот многу се калкулира изминатиот период. Добро, колку чини на вистина квалитетен мед и што е со останатите производи кои што ги имаме, која треба да биде и колку треба да изнесува цената на квалитетен производ од мед? Значи, како што рековте, квалитетниот мед, неговата цена е сега моментално 600 динари и тоа е, можам да кажам, минимална цена. Ако не ги гледаме сите овие случувања што се по пазарите, по улиците, каде што се продава онај мед кој е по 200 денари, меѓутоа тој од мед, можам слободно да кажам дека значи од мед не постои ништо што е вистински. Не само тоа што ги нема тие лековити и хранливи материи, него дури може да биде и во дадени моменти и штетен, затоа што по брзата трка за пари, луѓето, значи, кога го прават тој вештачки мед, дури може да нанесат и штети при исхраната на човекот. Затоа, значи, мед е онај кој што само го произвела пчелата. Тоа е, значи, од мед кој што се добива од цветовите, тоа е нектарот кој го лачат, потоа пчелата, прибирајќи го, значи, во себе тој мед кај што се преработува, додаваат одредени ензими и така медот станува хранлив со голема енергетска вредност. Ако го споредиме, да речеме, медот 1 килограм мед, тоа е неколку рамен на 4-5 килограми квалитетно говедско месо или 5 литри млеко и така, значи неговата хранлива и енергетска вредност е голема, меѓутоа само тоа може да биде онај вистинскиот мед што е произведен од пчела. Додека го купуваме од пазарите и патиштата, значи тој мед во ствари не содржи ништо, тоа се некои сирупи, меласи кои што поради самата економска моќ на луѓето се мисла дека и тој ќе ги задоволи потребите. И јас би апелирал во овој момент дека подобро е да купи еден половина килограм мед, оној вистинскиот, отколку да земе 1 килограм. А колку изнесува цената на една тегла мед? Цената на една тегла мед не е променета од прошлата година, значи изнесува некаде околу 600 денари, не околу него точно 600 денари. Тоа е правиот мед. Во однос на приносите, глобално се шират информации дека климатските промени го земаат својот данок и дека се намалуваат и приносите на мед, но и на други пчелни производи. Како стоиме во државата во моментов и колку навистина и климатските промени, но и актуелната економска криза која што ја живееме изминативе години влијае на намалувањето на приносите? Значи, климатските промени не само во производството на медот и во другите производи, значи од земјоделието се намалени, затоа што за разлика од пред една деценија или две, кога од едно пчелно семејство можеше да се добие некој просек од 20-30 килограми, денес тоа изнесува некаде околу 10 килограми. Кога ние ќе добиеме 10 килограми, мислиме дека годината за нас е успешна, меѓутоа сето тоа е малку и доколку пчелите не се селат на одредени паши, тогаш дури нема да биде рентабилно ни самото чување на пчелите. Кога сме кај пчелите, малку од граѓаните знаат дека Македонија има својата автохтона пчела. Има ли ризик од нејзино исчезнување? Па ризик не постои, затоа што пчелата, ако земеме дека 8 милиони години е пред човекот и колку да постојат климатски промени, може приносот само да биде намален, меѓутоа она секако ќе се прилагоди на тие услови, така да нема постојање од
мислим, од угинување на пчелите. Единствено, новата технологија, значи, самите прскањето на овошките, хемиските процеси што се одвиваат во природата, исто да кажеме дека воздушниот сообраќај, значи дека е премногу згустен, сето тоа што паѓа на плодовите, на растенијата, тоа све влија и на здравето на пчелите, и на приносот, а и на квалитетот на самиот мед. Само значи човекот може да влијае во намалување и на приносот, а и на угинување или намалување на пчелните семејства. Иначе она секако ќе се прилагоди на ново создадените услови. Ни кажавте за цената на медот, ајде малку да продискутираме и за квалитетот на истиот. Се може да се види на штандовите и се може да се купи на штандовите. Дури и мед по цена од 600, 700 па и 800 денари, многу често не е со тој квалитет кој што би требало да биде. Како граѓаните да проценат кој мед е квалитетен и што е оно што треба да го побараат како информација од оној од кој што го купуваат медот? Значи, како што реков, нашата манифестација, денови на македонскиот мед и ова што е медни пролетни денови, е се со цел да на некој начин покрај продажниот карактер да ги едуцира граѓаните. Што значи тоа? Тоа значи да можат на најдобар начин да го препознаат оној вистинскиот мед. Иако вистинскиот мед може да се препознае, значи, преку микроскопски анализи, според поленовите зрнца, од што произлегува медот, од што е произведен, дали од багрем, од костен, од ливада, меѓутоа исто така може медот по хемиски пат во лабораторија, значи да се дознае дали е вистинскиот мед или не, според количината на што содржи водата. Но секој граѓанин не оди во лабораторија. Што може со голо око да забележи? Меѓутоа, секој граѓанин не е во состојба да земе една тегла и да го провери. Затоа, значи, ние сме тука да ги едуцираме граѓаните, што значи дека кога ќе дојде со купувачот, прво и основно е да ја земе теглата, кога ќе отвори теглата, значи кога ќе се отвори таа тегла, треба да се намириса да добие некој, тоа е првиот знак, значи да се добие некој мирис кој што никој други го нема освен медот. Да нема некој мирис кој што е на некои зимници или на нешто што не можеме да го дефинираме. Потоа, медот, кога се погледа исто теглата, значи треба да има една точна структура, еден вискозитет, да нема некои слоеви во него. Тоа е, значи, на првиот поглед што може да оцениме. Меѓутоа, постојат и други начини како купувачот може да се заштити. Еве сега ќе спомнам само неколку од нив, доколку земеме еден лист хартија и од медот капнеме една капка на листот, ако остане она на истото место или после подолго време почнува да се шири, значи се работи за квалитетен природен мед, бидејќи таа капка не се шири на хартијата, што значи дека не содржи вода, не содржи сирупи, некои додавки, значи медот е чист и останува на истото место, додека вештачкиот мед кој што е направен од разни сирупи, скробови и слично, одма со самото ставање, она ќе пробие на самата хартија долу. Колку декларацијата, се извинам, декларацијата е важен момент? Декларацијата е еден, исто така кога рековме теглата, кога треба да се погледа, декларацијата е исто многу важен момент, затоа што ќе го има географското потекло на медот, пошто ние сите што продаваме на улица Македонија, каде што ќе се одвива сега деновите на пролетниот саем, од 4 до 6, значи, тука постои декларација преку Агенцијата за храна и ветеринарство, ние сме сите регистрирани како примарни производители, така да тука сигурност е со 100%. Или сега да се надоврземе ова кога викаме уште како може да се препознае медот. Ако се земе една кришка, пример, леп, поточно да е малце баја, да не е мед, значи она леп, ако се намачка на кришката, тоа ќе почне да се згрутвува, значи лебот ќе се стегне и ќе почне дури да крцка. Доколку се работи за вештачки мед, значи самиот мед ќе ја раствори таа кришка леп и ќе станува, значи ќе ја разводени, што значи има некои додатоци. Исто така, ако земеме еден добар пример, секој купувач кога ќе земе тегла мед купи од некој продавач, во обична чаша вода со една лажица, ако ја стави внатре во водата, медот треба да падне на дното и да не се раствора. Тоа може да се раствора после со мешање со долго време.
Меѓутоа, доколку се работи за вештачки мед, одмah ќе почне со самата вода да се раствара, значи он содржи веќе вода, многу лесно се раствара, а додека природниот мед има една компактност и тука е една сигурност. Постојат и многу други начини, меѓутоа овие се така најважните. Да. Добро, да, и вие кои што сте регистрирани производители, Так. вие постојано апелирате на инспекцијски служби на терен, ги има ли? Па ги нема на терен, обично некогаш кога ние интервенираме, доваѓаат, меѓутоа се уште не е, тоа не е добро. Значи уште не е донесен тој закон за пчеларство по кој може да се луѓето, значи да се гонат или било како, затоа што и да е вештачки мед, ако се направи анализа, ќе кажат дека не е штетен, а не е мед. И затоа ние се бориме да на сите тие сирупи, вештачки медови, да не постои името мед. Значи, може да биде како засладувач или нешто друго, значи да не ги манипулираме луѓето. А со тоа во ствари ќе се заштитиме и ние како прави производители, а и ќе ги заштитиме граѓаните кои ќе купи, знае дека купува мед, а не купува некој сируп. Сируп, ако е, може и сам да си направи дома од. Да. Од кога до кога може да дојдат нашите гледачи? Па нашите гледачи купувачи, Да повториме уште еднаш. Да повториме уште еднаш, значи од 4 до 6, односно четврток, петок и сабота, од 8 до 20 часот на улица Македонија. На добро познато место. На добро познато место и така ќе можат да си купат мед, можат со продавачите, мислим со изложувачите да се едуцираат, да прашаат за сите тие работи што ги тангира, мислим и така. И да си поземат вака како јас. И да си поземат темниот и да го пробаат. Да. Дабов беше темниот? Ова е шумски мед, шумскиот мед, тој другиот е ливадски мед, така да медовите зависи, значи ако ги карактеризираме од број 1 до број 10, значи според бојата, тоа значи багремовиот мед ќе биде најсветол, потоа иде ливадски мед, па костенов мед, шумскиот мед, така на крај најтемниот мед, може би и најхранлив, така според што ги содржи тие минерали и витамини така. Секој со своите желби ќе си го набави. Така, благодарим. Омилен. Благодарам и на вас. Благодарам за гостувањето.